Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван министър, позволете ми да накусо да ги искажам ставовите околу ова итна седница, на која што треба да расправаме за измени и дополнување на изборниот законник. Наистина, кога беше најавено дека ќе се одржи седница, значи идна седница на парламентот, јас очекував дека оваа седница е резултат на претходен политички договор, прифатен од сите релевантни политички партии застапени во парламентот. И на тој начин мислев дека предизвиците со кои што се соочува Република Македонија ќе бидат надминати и дека сите политички партии ќе се вклучат во изборниот процес. Тоа посебно мислев дека е многу битно, тргнувајќи од тоа дека сите ние треба да водиме сметка за нашите стратешки, национални и долгорочни интереси, за интересите на државата, да ги тргнеме на страна нашите лични и партиски интереси, меѓутоа по се изгледа дека не е така. Дека и натаму нема таков диалог, нема консензус околу овие битни прашања и затоа мислам дека можеби на ваква седница и не требаше да се држи. Но како и да е, се сложивме дека партиите од парламентарно мнозинство треба да создадат и законски предуслови, се со цел опозицијата, предводена од СДСМ, да има можност до крајот на оваа недела да подготви кандидатски листи за советници и кандидати за градоначалници, да ги поднесе до Државната изборна комисија. Како ќе се развијат состојбите, веќе е известно. Опозицијата и натаму упорно тврди дека не сака да учествува на престојните локални избори. Инаку, скоро сите релевантни субјекти во државата, вклучително и председател на државата, странските мисии во Република Македонија, голем број на дипломати укажуваат дека треба да се изгради консенсус и дека треба сите политички партии се вклучат во изборниот процес, вклучително и СДСМ, односно коалицијата што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз. Демократскиот сојуз како политичка партија во повеќе наврати предлагаше да се воспостави политички диалог на кој што ќе се разговара отворено за сите прашања. Ние веднаш после случувањата пред и случувањата на 24 декември предложивме да се формира или иницииравме да се формира комисија, парламентарна комисија која што ќе ги разгледа сите аспекти сврзани со тие случувања и ќе утврди одговорноста на секој пратеник поединечно. Затоа што сметам дека не е прифатливо колективна одговорност за случувањата за секој пратеник, но исто така ќе утврди и можната одговорност на политичките водства кои што даваат насоки за однесувањето внатре на пратениците внатре во парламентот. Натаму предлагаме дека е добро да се врати опозицијата во парламентот како место каде што треба да се отвори расправа за сите прашања, аргументирано и врз основа на една демократска расправа да се надминат состојбите во кои што полека навлезе Република Македонија. Предлагавме дека добро е да учествуваат сите на изборите и опозиција да учествува, меѓутоа нивниот став е познат дека тие учеството го поврзуваат со предвремени парламентарни избори. Со тоа што предлагаат разни варијанти, но главно е дека ако освојат еден глас повеќе во однос на партиите што сме на власт, да се одржат предвремени парламентарни избори. Мислам дека таквиот став не е прифатлив за никого, дури и граѓаните не го прифаќаат тоа, а сосема логично ќе беше, доколку тие ценеа дека имат подршка, поголема подршка од партиите што се на власт, сосема јасно ќе беше дека после локалните избори ќе има легитимно право да притискаат дури поддржани од граѓаните за одржување на предвремени парламентарни избори. Така да на тој начин ќе има огромна шанса да издействуваат предвремени парламентарни избори.
И навистина не можеме да најдам логично објаснување зошто сега ги поврза настаните или парламентарните избори со локалните. Мислам дека требаше таа работа да се раздвои, со тоа што скоро сите презентираме ставови дека не бегаме од случувањето на 24 декември докрај да се расчистат. Разговарајќи со голем број на граѓани, движејќи се низ Република Македонија, морам сосема јавно, јасно да презентирам дека бојкотот не го подржуваат граѓаните. И овие ставови ќе бидат потврдени на 24 март, кога мнозинството граѓани, сегашните анкети кажуваат дека некаде околу 60% ќе излезат на гласање, тоа и ќе се случи, така да бојкотот нема да биде успешен, но кризата или политичката криза, политички тензии во Република Македонија ќе продолжат и тие ќе нанесат огромни штети на нашите евроинтеграциони процеси. Јас уште еднаш сакам да нагласам дека не гледам логично објаснување зошто нема да учествуваат на локалните избори, поготово ако се сигурни дека ќе однесат голема победа. Сметам дека се работи за стравување, за страв од тоа дека престојните локални избори партиите од опозицијата, предводени од СДСМ, ќе ги изгубат. И тоа е можеби точното објаснување зошто не сакат да учествуваат нови локални избори. За секој случај има уште малку време, без разлика што најавува дека нема да учествуваат на локалните избори, има уште малку време да преовладат интересите на државата, на Република Македонија, да излезат, да гласат, меѓу другото и преку овие избори во советите да се одрезе етничкиот состав на населението, бидејќи на овој начин и тука ќе имаме дебаланс на состојбите во советите на општините. Јас од оваа говорница сакам јавно да ги повикам сите партии, предводени од СДСМ, партија во опозицијата, сепак да водат сметка за нашите национални и државни интереси и да донесат вечера одлука која што ќе биде во интерес на сите граѓани, во интерес на Република Македонија и до крајот на оваа недела да се вклучат во изборниот процес. Благодарам.